Специјалното јавно обвинителство соопшти дека во просториите на Македонски Телеком денеска е одржана работна средба на повисоко ниво со представници на оваа компанија со цел да се изнеде решение за предметите од интерес на ова јавно обвинителство. Во соопштението се навидува дека очекуваат воспоставената соработка да продолжи во престојниот период. Градоначалникот на општина Гевгелија Иван Франгов за Макфакс вели дека референдумот е облигаторен за локалната самоуправа и мора да се почитува и од идните структури во општината. Иницијаторот за спас на Гевгелија Ангел Наков вели дека е горд со своите сограѓани дека тие на најдемократски начин донеле најправилна одлука да се спротивстават на отворање на рудници на Кожув. Најголеми губитници на вчерашните претседателски избори во Франција се социјалистите и конзервативните републиканци. Аналитичарите велат дека следниот чекор кон нивниот амбис може да бидат парламентарните избори на 17 јуни. Кандидатот на социјалистите Бенуа Амон освои едва 6% гласови, а десничарот и екс-премиер Франсоа Фион со тешки маки стаса до 20%, што е невидено во француската современа историја.